Време е за третата репортажа, посветена на македонците во Бритиш Колумбија. Погледнете. Добро дојде во програмата Час на македонски корени. Благодарам. Дарко, да дознаеме нешто повеќе за твоето минато. Каде си роден? Јас сум роден во Штип. Во Македонија? Да. И кога дојде во Канада? Во која година? Дојдов во 2003 на април 9. И дали ги паметиш тие првите години во Канада или првите години во Македонија? Првите години во Канада, да, се сеќавам на тие колку различно беше. Како беше во тоа време во Канада? Интересно. Како беше за тебе, дете кој не го познава англискиот јазик, како беше тој таков предизвик? Беше тешко направен додека го научив англискиот јазик. На школа додека одеше да запознам нови другари, беше многу тешко, ама сакаше да бидам тука и да видам што ќе се случи натака. Многу добро. А во Македонија дали паметиш нешто од првите години во Македонија, каде си роден? Да, паметам со сите другари што ги имав на моето каде се родив, сите мои другари таму и одам назад да се ги посетам нив. Како беше во Штип, во градот Штип? Беше убаво, беше слободно, можеш да одеш каде што сакаш. Тоа беше малце различно од тука. Тука секаде е далеко, мора со кола да одеш. Во Штип можеш пешки да одеш секаде е блиску. Ми се свигаше многу. Се природно таму, не? Во Штип? Да. Во Источна Македонија? Да, многу. Каде беше на факултет? Бев во British Columbia Institute of Technology, тука во Ванкувер. За? За land surveying. Land surveying е да мереш property, имоти, за луѓе што сакат нови куќи да направат или нови патови кои ќе треба да се прошират, такви начини со Total Station, одеш, мереш. Дали е тешко? Зависи, некои пати. Дали понекогаш има несогласувања? Дали има понекогаш клиентот може да каже јас не се согласувам со тоа? Или комшијата? Дали има такви работи? Има, се случува многу пати. И што се случува во таква ситуација? Треба да објаснеш дека твоето мислење по твои пресметувавки ти ја најде boundary каде што ја најде. Значи границата на имото. Да. Објасниш дека таму е, оти има многу луѓе што мислат дека е на различно место. И ти треба да објасниш дека како што работев, се што најде, дека ти таму ја најде. Многу интересно. Кажи нешто за твоите родители, за татко ти и за мајка ти.
Они живеят во Вилјамс Лейк, што е малце далеко од тука. Татко ми работи во рудник. Он работи за Drill and Blasting Department. Мама е книговодител во компанија што работат со дрва. И они тука во Ванкувер доваѓаат секој многу пати да се прошетат, многу убав град е. Како што гледам на Facebook, татко ти е голем македонски патриот. Да, многу. Дали сум во право? Многу, да. И сигурно вие сте македонски патриоти. Да. Заедно со својата сестра. Да, точно. Што ти е најдоброто македонско јадење од сите македонски јадења? Па би кажал дека е пастрамалијата. Па дали има некој место во Ванкувер каде што човек може да купи пастрамалија? Како македонска пица? За жал не. Нема место? Нема. Па дали можеш ти еден ден, може би заедно со својата сестра да правиш такво нешто? Тоа е многу добра идеја, што може да натака, ќе видиме. Твојата иднина во Ванкувер, што би сакал во иднина? Дали имаш некои идеи за кариерата, нешто во иднина? За кариерата, јас многу убаво ми е сега пред 6 месеци ја купив компанијата што работеше за неа. Натака планирам во наредните години да си купам куќа моја и семејство да почнам. Одлично. Да. Имаш една многу фина девојка, морам да ти кажам. Фала. You have a very nice girlfriend. Thank you. Македонците во Ванкувер и во Бритиш Колумбија се уште немаат свој здружение. Дали мислиш дека е добра идеја да има македонско друштво, каде што ќе имате можеби игранки или пикници или такви работи, или место, собиралиште или црква? Дали мислиш дека е добра идеја за македонците во Британска Колумбија? Да, мислам, тоа е супер идеја. Многу ќе е убаво. Дали би дошол ти на такво место, заедно со својата фамилија? Да. На крајот денешниот разговор да те прашам можеби најважното прашање. Дали си горд со своите македонски корени? Дали си горд што си македонец? Да, многу сум горд. Дали навиваше за македонскиот тим во фудбал? Да, во европското сигурно, првенство во фудбал? Секоја игра ја гледав и кој ти беше најдобриот играч? Горан Пандев. Нормално. Да, нормално. Ivona, welcome to the Macedonian Heritage Hour. Thank you. We spoke with your brother and he told us a lot about your family history, a little bit about his life. Let's talk about you. Where were you born? I was born in Štip, Makedonија. Во која година? Дојдевме од 2003. И како беше на почетокот во Канада? How was it at the beginning? Was it hard? You spoke only Macedonian, right? Yes, it was really, really difficult. Thankfully, I had my brother to help me, but it was really difficult to learn English and just not know anything here. And tell me a little bit about your career. What are you doing now? So I'm an account executive for a tech company. I work in sales. Now, I found out about your family through your dad, and your dad is a big Macedonian patriot. Oh, yeah. And I saw your reaction when we were talking to your brother. Are you proud of your Macedonian heritage? Definitely, yeah. Definitely. What is your favorite Macedonian food? Што ти е најомиленото македонско јадење? It would definitely have to be graf. Why do you like Macedonian baked beans so much? So I was actually born on a Friday, so it's kind of a running joke in the peto. family. Yeah. So I love it. I can eat it every day. Really? Yeah. And it's very healthy, right? Много is. здраво е. Yeah. So tell us about your career here in British Columbia. So I used to be a financial advisor for a bank, and now I switched roles for a tech company just because of the growth. Currently, I've only been there for a month, but it's going really good. That's great. We were talking with your brother and with many other Macedonians from both Alberta and British Columbia about the possibility of forming Macedonian associations, maybe a Macedonian church eventually, Macedonian cultural center, or just a place where you go for Macedonian events. Would you be interested in participating? Oh, definitely. Yeah, that's Do you think there's other young Macedonians like yourself that would love to participate as well? I would think so, yeah. That's great. And tell us more about living in Vancouver. How do you like it? Living in British Columbia, how do you like it living here? I absolutely love it. Tell us about where you live again.
I live in Yale Town, which is downtown Vancouver. Okay. Yeah. And how do you like living in downtown Vancouver? I absolutely love it. I love being social and the nightlife, so it's definitely... Have you met any other Macedonians here in Vancouver? Unfortunately not. But do you tell people you're Macedonian when you meet them? Oh yeah, for sure. And what is their reaction? Some people have never heard of it, yeah, right? I usually But I hope say- you educate them a little bit. No, I definitely do. Most people don't know about it, so I definitely like to educate them. Where do you see yourself, let's say 10 years down the road? What type of career would you like to be involved in? I would like to hopefully be a vice president of a tech company, make lots of money, and then hopefully start a family. Now, we talked with your brother about maybe selling some Macedonian pizza. What do you think of that idea? I think that's a great idea, and I'm definitely going to speak to him about it after. That's great, that's great. Do you have a message for the young Macedonians watching about their Macedonian heritage? Is it important to be proud of your heritage and to learn more about being Macedonian? Yeah, definitely. And even And why is it important? I'm sorry. Yeah, no, it's definitely important. I never want to lose my culture and heritage and traditions, and especially being in Canada, I don't want to let that go. So it's very important for everyone to keep that. Do you like listening to the Macedonian music? Sometimes, yeah. Nice, nice. The modern or the old style? I would say modern. Nice. There's a lot of great young singers now in Macedonia, actually. Definitely, yeah. Драги македонци и наши пријатели, тоа беше разговорот со Ивона Огњанова, македонка овде во Британска Колумбија. Thank you so much for being with us today. Thank you for having me. Pozdrav od Vancouver!